Министерот за здравство Венко Филипче не знаел детали за единствената фирма што учествувала на тендерот за набавка на реагенси тежок 35 милиони евра, а кој предизвика бура од реакции сомнежи во јавноста. Не знаел ниту дека фирмата била формирана пред неколку месеци. Филипче не одговори конкретно ниту на прашањето за сомнежите кои се јавија во јавноста околу тоа дека фирмата е формирана во ист период кога тој одлучи да го промени целиот систем на набавки на реагенси. Тврди дека доколку има неправилности во постапката, тендерот ќе го поништи. Детали за фирмата јас навистина не знам. Што се однесува на нивната понуда, со оглед на тоа што се уште се евалуира, тоа беше јавно отворена. Многу луѓе присуствуваа од различни фирми, компании, од граѓански организации, сите има увид во отворењето на понудата, тоа се јавни податоци. Можете слободно да ги добиете. Воопшто не е правено некаква спецификација за некаква детали за компанијата, навистина не би знаел да ви кажам тоа што излезе сега во јавноста. Кога било регистрирано, тоа првпат читам јас. Според опозицијската ВМРО-ДПМН, со самата промена во централизиран систем, ќе се ограничи можноста за итни испитувања на пациентите кои се итни случаи. Се јавува ризик биолошкиот материјал да биде контаминиран или оштетен при транспортот, а освен тоа тврдат дека наместо поевтинување на трошоците, ваквата централизација ќе донесе неколкукратно покачување. Од партијата денеска побара јавното обвинителство да отвори истрага за тендерот и да ги провери сите сомнежи за, како што велат, најголемиот скандал во македонското здравство. За ова некој мора да сноси одговорност, а пред се министерот Филипче. Тој треба прво да ја раскине оваа штетна јавна набавка, а потоа и да се откаже од својата нерационална идеја, против која не е само ВМРО-ДПМН, туку и експертите и јавноста, а пред се пациентите. Филипче возврати невистините се изнесувањата на колегата од ВМРО-ДПМН, кој држи пресконференции во зграда што вреди колку 2 клинички центри. Навистина не знам со кој образ излегуваат зборот за здравството, кој што го газија со години. Излезе еден колега доктор во име на партијата ВМРО-ДПМН и стои пред монитори кои што гледат колку една интензивна нега и веројатно држи пресконференцијата од зграда кој што значува проект кој што вреди колку 2 клинички центри и изнесува невистини згора на се. Некој смета дека тоа што сакаме да направиме заштеда, тоа што знаеме дека трошоците се огромни, тоа што го знаеме механизмот како да го направиме тоа што сакаме да го подобриме здравствениот систем е причина за оставка, нема проблем. Оставка од министерот денеска побара и од Алијансата за албанците. Користејќи ја маглата околу проблемот со името на земјата и договорот со Грција, министерот за здравство Венко Филипче продолжува со истата песна објавувајќи тендери со правилата од минатото. Министерот за здравство останува на ставот дека со овој тендер ќе се овозможи заштеда за граѓаните и за системот. Информираше дека 4 фирми досега поднеле приговори за постапката. Телевизија 24 вчера се обиде да го најде седиштето на фирмата Ахара Лаб на адресата која што е пријавена во централниот регистар во самиот центар на Скопје. Имаше само адвокатски канцеларии. Собственикот на фирмата ќе се огласи утре на пресконференција на која ќе ги образложи своите ставови.